Да не е ситуацијата ваква, тоа не би било ништо спорно, иако технички ја не гледам причина затоа што на сите пописи луѓе кои што се изјасниле како бугари се некој минорен промил таму. Ама во оваа ситуација кога ние сме, значи од другата страна на границата, македонскиот народ е негиран и кога го видовте и Петков на BBC како, нели, одби да одговори на тоа прашање, значи се освен реципроцитет, ако веќе е човеково право да влезат бугарите во македонскиот устав, тоа значи да влезат и македонците во бугарскиот устав, да добијат специјални права во Пиринска Македонија и така натаму и така натаму. А Петков да дојде тука да се бугарите ќе речат нашиот устав не признава малцинства. Редно е и нашиот устав да се затвори, го отвараме секоја втора недела практично. А ова што зборуваме, значи јас мислам дека апсолутно нема шанси. Жозеф Борел кажа прво билатералните прашања да ги решите, па после се друго. И цело време че гостинот Карашимене тука спомнува, нели, автократија, демократија. Има ли погорема автократија од ова сега што ни се случува? Значи, па кажам, цивилизацијско исфрлување на руска литература, на руска музика, додека тука целата ЕУ бирократија стои и позади Грција, и позади Бугарија, во нивното негирање фактички на еден мал и мирољубив народ како што е македонскиот.